Ево, јас во месец јануари дел од овие производи не ги пробав. Не изедов ниту една цреша, не знам како изгледаат праски кајси, не испив 250 грама лименка Нескафе, не пушам цигарија. Па ние треба да бидеме стока, овци, говеда. Па тоа е идејата. Потрошувачка кошничка дај му вакво за да пасе малце, да ксне, да јаде и да спие. Тоа ти е стока. Немало он не јадел денеска цреши, не јадел праски, не јадел дињи, не јадел лубеница, не пушал цигари, не пиел Нескафе, не пиел ова, не пиел она. Ја меша потрошувачката кошничка со сезонска кошничка. Ги меша по имите. Значи потрошувачка кошничка значи што највеќе во просек троши едно семејство, а не што му е потребно за да преживее. Ма одрачуна дека тоа сега демек се луксузираат прио. Он смета дека кошничката треба да е минимумот што треба да го имаш за да се разбудиш утре да не умреш од глад. Очигледно. Тоа сакам да каже. Овие работници кои што работат сакаат да се луксузираат. Таа изјава преска покажува дека овој човек нема допир со реалноста. Значи он нема ориентација за колкави се цените у маркетите. Што значи да одложиш потрошувачка или да му кажеш на детето дома, бе не можеме ова денеска да го купиме, затоа што треба денеска да јадеме. Он не знае што значи да не можеш да си ја платиш сметката за струја, да немаш пари гориво да ставиш, да ти е расипана колата и да ти седи у гаража. Он тие работно никогаш не ги живеел. Ти си јавен службеник, ти си државен службеник. Ти му служиш на народот. За да можеш ти да му добро да му служиш на тој народ, можеш да го разбереш.